На само една седмица пред истекот на календарската година, низ градот се чувствува новогодишната еуфорија. Празничната атмосфера и украсените објекти навестуваат дека се наближува најлудата новогодишна ноќ која сите со нетрпение очекуваат. Во екот на динамиката која е неминовна за овој период од годината, со полни раци работа се угостителите, кои според она што го видовме на терен веќе организираат и актуелни предновогодишни прослави. Оние поискусните со автентичен и префинет стил преферираат дневни и вечерни забави за сите генерации. Покрај забавата што ја нудиме, значи преку цела година, препознатливи сме по тоа што не организираме, значи дочек баш на ноќта за нова година, туку работиме со предновогодишни забави кои што нормално се со препознатлив забава, значи со тамбурашки чалгиски оркестри кои што ги преферираат, значи музика кај нас во нашиот објект. Значи преферираме македонска музика, македонска традиција и култура, храна за македонска, која што 90% од наше собствено производство. Разновидната понуда говори дека во најголем процент пак рестораните и кафеаните нудат адаптирано новогодишно мени со музика и храна во изобилие. Значи ние традиционално организираме секоја нова година, секој дочек, така и оваа. Менито е доста опширно, богато, со музика, со храна, со јадење, пиење. Голема традиција овој ресторан за дочек на нова година. Така имаме доста фирми закажано пред нова година. И додека некои ќе слават една ноќ со друштво во ресторан, кафеана или локал, актуелно во последно време е и неколкудневното патување и несекојдневно доживување на некоја од поблиските или подалечни дестинации, како и дочек на новата година на некој од плоштадите во европските и светски метрополи, велат од туристичките агенции. Во овој период актуелни се новогодишните аранжмани. Македонските агенции нудат буквално се она што може да се понуди на туристичкиот пазар, претежно Европа, големите светски метрополи, каде што дочекот на новата година е организиран на големите градски плоштади со нели спектакли и огномети. Потоа нудиме аранжмани на поексклузивни дестинации, например имаме аранжмани за Израел, тука веќе имаме уплати ова година, потоа може да се каже од светските метрополи во Париз, например, имаме аранжман, потоа од Виена, Будимпешта, Прага, значи сите оние европски големи метрополи. Македонија не смее да се заборави, имаме уплати значи и за хотели, колку што слушам, хотелите во Македонија, атрактивните хотели веќе се и полни. Сите различно и на различни локации, во ист момент, кога стрелките на часовникот на 31 декември годинава ќе означат полноќ, ќе си посакаат исполнување на желбите, здравје, среќа, љубов и мир. Но најважно е што сите тие, без оглед на се, ќе погледнат за миг во звезденото небо и додека огнометот новогодишен во сите бои на виножитото ќе сјае, ќе ја стиснат дланката на своите најмили и ќе ги гушнат од срце.